Најпрвен би сакал да се заблагодарам на Гласот на Америка, кое што ме покани да го давам своето мислење, а и да фрлам светлина на едно прашање кое што лично ме засега мене, а верувам и многу македонски граѓани кои што работат у странство, поготово ние као мене кои што работат во крузлайн компании. Јас сум Марио, моментално сум на брод низ Карибите, но бродот минува низ земјите во Централна Америка и низ Соединетите Американски држави. И сум еден од неколкуте кои што се соочуваат со последиците од новата законска регулатива за која наложува македонските пасоши со старото име на земјата Македонија да станат неважечки. Предизвикот произлегува од практичните импликации на оваа регулатива, особено за граѓаните како мене, кои што се географски оддалечени од амбасадите. Во контакт сум со неколку конзуларни представништва. Едно од тие представништва во Нью Џерси, конзулатот во Нью Џерси, ми понуди да одам таму да ми издадат патен лист пред некоја недела. Меѓутоа, одењето до Нью Џерси би значило генерирање трошоци за авионски карти и за хотелско сместување, отсуство од работа и слично. Би сакал да им се заблагодарам на нив затоа што одма дојдоа до алтернативно решение да ни овозможа да им пратиме документи по пошта. Меѓутоа, еден од условите е тие документи да бидат заверени на нотар. Сега од тука се поставува прашањето како јас со неважечки пасош да одам на нотар, тоест да одам било каде, у било која земја со неважечки пасош, а и како можам да верифицирам документ на нотар исто со невалидна идентификација. Така да го храбрувам Министерството за надворешни работи да продолжи да истражува по модерни методи. Јас би предложил и мислам дека би се решило се со онлайн апликација, онлайн систем за аплицирање за патни листови, каде што ќе може да аплицираш и да автоматски да го добиеш и да си идеш. И со тоа би се елиминирале непотребните бариери и би се обезбедило ефикасно за граѓаните кои се заглавени во бирократските процедури во странство. И се надевам дека нашите гласови ќе бидат слушнати и дека ќе дојдеме до решение за сите засегнати страни. Инаку на бродот кај што сум јас, сме тројца македонци кои што се уште имаме пасоши со старото име на државата, додека според некои информации што ги добив и од други колеги во флотата и во други компании се работи за бројка од околу 94-5 македонски граѓани кои што се соочуваат со истиот проблем.